Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на страната на Малиот принц за свесното родителство. И денес темата ќе гласи како да се едуцираат самозајакнати родители, користејќи ги при тоа собствените ресурси и собствените сили, и како да се подигнуваат и воспитуваат самозајакнати деца. За да се подигнуваат и воспитуваат самозајакнати деца, неминовно е прво да се ослободат родителите од своето собствено его. Дали егото е лошо, прашувале родителите, само по себе егото не е лошо, значи природно е, дури е природно секој да има его, затоа што тоа не штити, особено додека сме биле мали како деца, во нашето детство, кога ќе сме, во случај да сме се повределе, и значи сето тоа се јавува кога тоа се јавува заради обстаночни причини. Меѓутоа, лошо е кога ние делуваме со него и не сме при тоа свесни за тоа, значи како да не знаеме дека имаме его, и тоа его го носиме со нас низ целиот свој живот, функционираме со него, особено кога треба да се носат многу важни одлуки, многу важни решенија во нашиот живот. Значи, кога ние сме заведени од егото и кога ние не го препознаваме и делуваме со него, тоа е негативниот дел. А не дека само по себе егото е негативно. И во суштина, значи, многу е, затоа е битен односот, каков е нашиот однос спрема егото. Значи, кога е тоа во негативна конотација, тогаш се разбира дека, значи, ние произведуваме и деструктивно, негативно его. Затоа што егото секогаш се развива од нашите желби, се развива од нашите потреби да бидат задоволени. Меѓутоа, ако тоа его не е во согласно со нашите природни особености, со она што ние го представуваме како битие, како суштина, тогаш се развива една искривена слика. Значи, тоа го правиме, креираме една искривена слика за себе, за да можеме да бидеме видени и валидизирани. Меѓутоа, Шефали вели да колку ние како деца сме биле видени, сме биле вреднувани од страна на родителите, се разбира дека нема да имаме потреба да создаваме кај нас едно такво негативно, деструктивно его. Колку е егото застапено во односот со родителот и детето? Шефали вели дека егото екзистира во релацијата меѓу родителот и детето, меѓутоа се прикажува преку специфични начини, особено во културите каде што го подхрануваат многу повеќе ова его и го развиваат и го растат егото кај родителот преку креирање на верување кај родителот, во смисла на тоа верување од типот дека тој секогаш во право, дека е во целосна контрола на детето, дека децата не го му припаѓаат, го поседуваат, тие се негова собственост, а не дека родителот треба да биде да има авторитет, меѓутоа до одредена граница и да има контрола, значи до одредена граница со своето дете. Како, на кој начин ги вбрискала овие верувања кај родителот, значи и кои се тие, тоа се пред се верувањата кои што му ги вели културата, дека ти си родителот и ти треба да ја имаш комплетната контрола врз своето дете, преку тоа што ти секогаш ќе бидеш во право во односот со своето дете. Значи, детето, ќе му кажуваш ти што треба детето да прави и секое негово несогласување со тебе, при тоа ти ќе воведуваш дисциплина. Значи, тој концепт на дисциплина кој што и самите родители го создале со цел да можат многу полесно да ги контролираат своите деца. Меѓутоа, ова верување на целосна контрола за детето е навистина штетно и води кон создавање на деструктивно его, кое што дозволува да се расте, да се надоградува кај родителот
Токму заради тоа негово верување кое што го има родителот, дека така треба да постапува. На овој начин формирана врската помеѓу детето и родителот станува токсична. Само по себе егото не е токсично, меѓутоа опасноста се крие и демне кога родителот не е освестен дека го поседува тоа деструктивно его кај него и создава кое што е создадено всушност од негативните верувања кај него. Така егото настанува од моментот кога родителот верува дека треба да го контролира детето, мисли дека треба да го контролира детето и да ја има целосната контрола. Самиот родител вели, јас морам да имам се под контрола. И бидејќи морам да имам се под контрола, јас имам тенденција да му ги наметнам сите мои верувања на другата личност. Овде во смисла тоа е детето. Детето преку моите верувања, преку таа тенденција да му ги наметнувам верувањата на моето дете, јас настојувам детето да го валидизира и да го вреднува моето постоење и мојот опстанок. И од таа основа тргнува егото, преку верувањето и преку мислата дека има потреба родителот да го контролира детето, однесувањето, секој однесување на детето, се што е во врска со детето, со што сите тие верувања кои што родителот ги поседува, тој ќе ги пренесе и врз своето дете. И, например, ако родителот има 10.000 верувања, тие ќе бидат и верувањето на неговото дете. И кои се тие верувања? Тие верувања се, например, во што верува родителот, како гледа на Бог, како гледа на себе си, што мисли, како гледа, например, како се гледа како жена, како се гледа како маж, како се представува себе си пред светот, што значи за него успех, какво верување има за среќата, што значи за него пријателството и така натаму. Сите овие верувања, кога родителот сака да му ги пренесе на своето дете по секоја цена, тоа е затоа што на тој начин се чувствува родителот валидизиран и вреднуван, што е навистина штетно. Родителот му ги наметнува тие верувања на своите деца најмногу преку традицијата, тие верувања кои што ги има за традицијата, преку верувањата кои што ги има во врска со религијата, во врска со училиштето во кое што треба да оди, во врска со како треба да се представи во рамките на семејството, кои вредности треба да ги прифати, како гледа на сексуалноста, кои верувања ги има за расизмот и така натаму. Сите овие верувања му ги пренесува родителот и толку великодушно, што смета дека тие како пакет одат заедно со детето и дека треба тие да му бидат оставени во наследство. Меѓутоа, Шефали вели кои се последиците од тоа деструктивно его преку тие негативни верувања кои што ги внесуваме врз децата. Таа вели дека последиците се прво ако ние сме воспитали добро дете, тоа дете во голем дел ќе ги проголта тие верувања и со тоа детето преку тие верувања ние ќе му влијаеме на нашето дете да не може да се развија својата смисла за идентитет. Детето ќе почне да развива несомнено родителски идентитет или тоа, како ќе кажеме, дека ќе биде минијатура на родителот или посовремено копи-пейст, детето ќе биде копи-пейст на родителот. Детето нема да може да си го развие своето собствено знаење за себе, својот внатрешен глас нема да може да го слуша. Меѓутоа,
тоа ќе се случи, значи, со детето кое што е побирно. Меѓутоа, што се случува со децата кои што се похрабри, кои што се немирковци, кои што се цврсти деца на некој начин, или пак деца кои што се и како хиперактивни, во тој случај кај овие деца кога нив родителите ќе бараат од нив да послушност, тие обично се бунтовни, непослушни се и за жал, доколку ова нешто, ова бунтовност понатаму обстојува во животот на детето, таа води кон дисфункционалност и токму поради тоа децата, ваквите деца најчесто се што се случува? Најчесто се во деновите кога учат, се носени кај директорите, носени се кај психолозите, не се разбрани, осудувани се, етикетирани и со таа осуда и со таа етикета често пати знаат и низ целиот свој живот да се справуваат. Да ја носат таа етикета цел живот. Значи, како и да е, во двата случаеви Шефали вели дека последиците од родителствувањето, по која што има количество на голема доза на контрола и голема доза на его, на несвесно его, децата ќе се искреираат дисфункционалности во врската меѓу родителот и детето. Меѓутоа, што се случува кога едниот родител е посвестен, на другиот родител значи не е освестен? Значи, кога родителите имаат различно его. Затоа што често пати Шефали вели дека се случува значи, да сме во врска со партнери кои што кога стануваме родители, сваќаме дека немаме подеднакви вредности во однос на родителствувањето особено. И таа вели дека во главно, значи тоа не е нешто кое што ќе делува позитивно врз самото дете, иако имало случаеви така каде што се сретнувало, каде што децата развивале критичко размислување во односот со ваквите родители. Меѓутоа, во голем број на случаеви, доколку едниот родител е посвесен, а другиот пак не е, се разбира дека настануваат дисфункционалности кај децата и во таквите случаеви Шефали ги советувала барем родителите, барем едниот родител кој што бил посвесен родител, да прифати дека така засега е, значи, односот внатре помеѓу партнерите, затоа што е многу подобро додека се помали децата, барем да постои еден посвесен родител отколку двајца несвесни родители, затоа што им кажува на родителите дека во никој случај во сите случаеви во кои што таа била, значи кога постоеле вакви врски на еден освестен и еден неосвестен родител, дека се додека родител кој што не е свесен, не се реши самиот да тргне по патот на свесноста, значи колку и да сака да влијае врз него, другиот родител, освестениот родител, тоа нема да се случи. Значи, и затоа потребно барем да се постојат во детето да биде во врска во која што барем тоа ќе се чувствува видено, разбрано, сигурно, побезбедно од родителот кој што е поосвестен. Иако се разбира дека релациите помеѓу партнерите во овие односи знае често да бидат тешки, да бидат со проблеми, да има страдање, меѓутоа тоа секогаш и не мора да биде така, затоа што имало родители кои што, значи, гледајќи како се тргнува едниот партнер по патот на освестеноста, на освестувањето, значи тој го набљудувал партнерот и велел да, и јас сакам така. Гледам дека мојот партнер подобро јади, подобро се грижи за себе, подобро изгледа и така натаму, да, и јас сакам, значи, да го следам тој пат на мојот партнер. Меѓутоа, тоа биле случаеви кои што
биле многу малку. Кои се чекорите кон освестувањето на личноста со цел да се поврзе, значи, со детето, да се конектира со детето и за да се создаде еден живот кој што ќе има навистина поголема смисла и во процесот и самото родителствување да има многу подлабока смисла. И таа вели дека ова, особено кога има партнери кои што не се уште влезени во родителските води, е добро, значи, да сака да направат, да поработат на себе, значи да влезат во една состојба во која што ќе вежбаат освестување, ќе тргнат по патот на освестувањето. Меѓутоа, треба да разберат прво дека тоа е период кој што ќе бара време и некогаш знае да биде долг, затоа што за некого освестувањето на верувањата кои што си ги прибрал може да трае неколку месеци, што е многу ретко. За некого може да трае со години, а некои дури со децени одат по патот на освестувањето. Значи, сето тоа зависи од какви и колку верувања сме прифатиле, сме превзеле кај себе. Меѓутоа, освестувањето настанува тек потоа откако ќе освестиш голем број на верувања кои што си ги имал и да донесеш одлука сега што ќе правам со овие и како понатаму ќе делувам со овие освестени верувања. Значи, сега сваќам дека е сето до мене, дека а не е до верувањата кои што сум ги прифатила, и сега што правам со ова со ова спознание кое што сум го освестила наеднаш, со сето ова спознание. И од тука влегуваме во опатувањето на освестувањето, меѓутоа тоа е наше, ние како ќе одлучиме, дали сами себе си ќе си помогнеме, ќе читаме книги, ќе пишуваме, ќе си забележуваме, ќе пишуваме дневници, ќе пишуваме книга, ќе влегуваме ќе одиме во некој селувачко патување, или ќе одиме на селувачки тритови, или ќе одиме на некои курсеви, ќе одиме на терапевти и така натаму, за да можеме значи, целта ни е за да разбереме како да ги напуштиме, да го напуштиме големиот број на негативни верувања кои што сме ги насобрале. Меѓутоа, тоа не значи дека сега да бараме се да освестиме што е негативно кај нас, тек потоа да влеземе во водите, во родителските води, затоа што не постои такво нешто кое што би се рекло дека, значи, сега во овој момент јас сум целосно освестена, се имам освестено во својот живот, затоа што животот, значи, сите искуства кои што ги имаме, за кои што ги доживуваме, тие се случуваат целиот свој живот, така да ќе имаме моменти кои што доправа во нашиот живот ќе треба да ги освестуваме. Значи, свесноста е процес, а не е некоја дестинација која што освестувањето е процес, не е дестинација до која што ние треба да одиме и да ја постигнеме. И токму поради тоа вели, дозволете си и во текот на родителствувањето, значи, да работите на себе, дозволете си тој процес да биде таков во кој што на своето дете ќе му возможите што помалку да страда додека ти се менуваш, додека си се трансформираш, затоа што цел живот ти ќе се менуваш и ќе се трансформираш. Значи, доколку сакаш да се смениш, треба прво да почнеш со преиспитување на твоите верувања. И што подразбира ние практиката на самото освестување, на самиот концепт на освестување, подразбира ние да почнеме да работиме на себе преку прашања кои што вклучуваат преиспитување например, колку можам јас да бидам свесна како личност, колку сум свесна јас во односот со своето дете, кога постапувам со него. Дали можам да се видам по кои образци, по кои шеми
работам, функционирам кога го воспитувам своето дете. Дали јас сум свесна за својот внатрешен глас, колку јас го слушам својот внатрешен глас, дали сум свесна колку сум трпелива со своето дете, колку сум во состојба на колку можам да бидам тивка додека сум со своето дете, колку сум мирна во односот со своето дете. И ред други прашања, значи, Шефали вели дека всушност практикувањето на свесноста е нешто кое што постојано треба да го негуваме и да го практикуваме. Нешто кое што треба постојано да го вежбаме, затоа што свесноста не е нешто со кое што ние се раѓаме. И поради тоа, значи, постојано треба да се преминува на вежбање на свесноста. Сега тоа како ќе го правиме, дали ќе го правиме преку медитација, дали ќе го правиме преку пишување, запишување на нашите мисли, дали ќе пишуваме дневник, дали преку консултација со тренери за личен развој, терапевти и така натаму. Зошто? Затоа што тоа е многу потребно за да можеме да дојдеме до една повисока свесност. Да се развие тоа така наречено трето око кај нас, за да можеме да ја развиеме нашата интуиција, да дојдеме до една поголема мудрост за себе и за процесот на родителствувањето за нашите деца. Меѓутоа, за жал, голем дел од нас, и тоа, значи, ние немаме таа почетна свесност, со која што треба да ја освестуваме. Свесниот родител, тој бара во процесот на самозајакнување секогаш да се ослободува од желбата да контролира и од желбата да биде перфектен. Кои се чекорите кои што треба да се превземат? Шефали вели дека вистинските чекори можат да бидат превземени тогаш кога ние ќе видиме како таа наша желба за перфекција и таа наша желба за контрола ја убива радоста кај нас. Значи, од почеток ја убива таа детска радост прво која што ја сме ја поседувале како деца. И како, значи, таа радост која што е потисната од едно чувство на вознемиреност, и преку тоа чувство на вознемиреност ние влегуваме секојдневно во конфликти и страдања со нашите деца. Меѓутоа, заради што ние продолжуваме со несвесноста? Зошто не сакаме да се освестуваме? Затоа што едноставно не можеме ние да видиме како постојано даваме внимание и сме многу, значи, фокус и внимание на контролата и на перфекционизмот додека ги родителствуваме нашите деца. Значи, повеќе сакаме ние да ги обвинуваме нашите деца за се она кое што ние му велиме дека така треба да го направат, отколку да сакаме да го видиме и нашето соучество во тоа нешто. Затоа што секогаш кога ние сакаме да направиме нешто перфектно или секогаш сакаме да се држиме до перфектноста во функционирањето со нашите деца, ние тргнуваме од едно место да секогаш да бараме недостатоци, да бараме ситни мали мани, кои што не носат во состојба да бидеме вознемирени, и кога сме подолго време во таа состојба, ние едноставно постојано чувствуваме чувство, значи, создаваме чувство на загриженост и создаваме чувство на незадоволство. А кога сме такви, значи, нема место за радост во нашиот живот. Значи, се повеќе потискаме радоста ја нема кај нас, ја нема, согласно со тоа, значи, по автоматизам ја нема и во врската со детето, и детето не се чувствува радосно, не се чувствува среќно. Меѓутоа, ја прашувале тогаш родителите: Шефали,
како тогаш да ја развиваме емпатијата по односот со детето. И Шефали му одговарала дека се додека ние не развиеме емпатија, не научиме да бидеме емпатични кон себе, се до тогаш ние не ќе можеме да бидеме емпатични спрема нашите деца. Сега, кога станува збор за мажите, таа вели дека емпатичноста многу потешко мажите ја учат, значи поретко се јавува кај мажите, многу повеќе кај жените, затоа што во природата на жените е да сакаат да се поврзуваат со други, па од тука и значи природно некако им доаѓа на жените полесно да можат да бидат поемпатични. И на тој начин, значи, жените се многу и поразлично условени заради својата природа за разлика од мажите. Значи, мажите по својата природа тие се поагресивни, тие се поизолирани, што значи дека многу потешко тие се поврзуваат со своите чувства, се поврзуваат со женскиот принцип на машката енергија и тоа доведува кон тоа мажите да не можат да се поврзат со детето во себе и едноставно да многу поретко да го слушаат својот внатрешен глас. И уште ако кажеме дека и природата, културата ги условила мажите дополнително таа нивна изолираност да доведе уште, значи, до поголема разделеност и разнебитеност со своите чувства. Затоа што културата е таа која што дава верување дека мажите не смеат да бидат поврзани со своите чувства, значи дека е срамота мажите да плачат. Жената пак во суштина пак е многу повеќе поврзана со своите чувства, затоа што прво културата тоа и го дозволила и затоа што и таа во себе тој природен чип на некој начин и дозволил да може полесно да се поврза со своите чувства и па така емпатичноста кај жената е многу поприсутна отколку кај мажите. Меѓутоа, таа вели дека патот за да може да се развие емпатијата кај родителот е прво кога тој самиот себе си ќе развие емпатија спрема него, значи кон себе, и преку тоа негово поврзување, разбирање, значи учење на способност да може да биде емпатичен, секогаш кога ќе го родителствува своето дете, во моментот кога ќе го повреди своето дете, тој да разбере дека тоа нешто го прави заради тоа што тој не е во склад со повреденото дете во себе. Значи, се додека се јавува едно неповрзано чувство на родителот со самиот себе си, тој се до тогаш не ќе може и тој да биде поврзан со себе и да почне да сака да стане емпатичен. Меѓутоа, Шефали во таа насока на поврзување со себе вели дека низ нејзината пракса се сретнала со родители кои што и тврделе дека имале љубовни родители и дека имале прекрасно детство. Меѓутоа, среќавајќи со тие родители, гледајќи колку сепак биле неповрзани со себе, им велела дека добро, ворете да верувате до одреден степен дека така било, дека навистина сте имале љубовни родители, меѓутоа од нова иста приказна вие треба да ја погледнете и другата страна и тоа да навлезете подлабоко во таа другата страна од истата приказна, за да можете да видите на кој начин вие сте биле условени и на кој начин во суштина вие
таа условеност ви ја внесла таа магла во вашиот ум, и како ви го измила умот, за да можете вие, значи, денес да бидете такви какви што сте, значи, неповрзани со себе, и разнебитени. И да, значи, да ги откриеме причините, за да можете да се вратите назад во вашата природност, во вашата автентичност, во вашата природна состојба. Меѓутоа, Шефали вели дека имало и такви родители кои што кога доаѓале кај неа, најчесто за нивната несвесност, за нивната неповрзаност ги кривеле, значи ги осудувале родителите. Постојано зборувале најлошо за нив, значи не биле благодарни, се чувствувале неблагодарни во односот со своите родители и сето им го објаснувала дека тоа е заради фактот што тие не освестиле голем дел од несвесностите кои што ги доживувале во своето детство. И токму поради тоа Шефали им укажува на родителите дека навистина, за да може да ги освестиме сите тие работи кои што не прават да се чувствуваме горчливи, неблагодарни, и да ги осудуваме постојано нашите родители, значи мора ние да сакаме да почнеме да зборуваме за нашето детство. Значи, освестувањето на голем број на несвесности подразбира и да сакаме да разговараме за начинот на кој што ние сме биле родителствувани, за да можеме да разбереме голем дел од нашите несвесности. И при тоа, кога разговараме за нашите родители, значи да не влегуваме во една состојба, да сакаме да ги заштитиме или постојано да ги осудуваме и да ги обвинуваме. Во тој контекст таа зборува и за еден пример во периодот кога Америка, значи, сакала да влезе во војна со Ирак, направила една анкета на граѓаните, им направила една анкета што мислат за дали да влезат во војна со Ирак или не, и како се чувствуваат околу тоа прашање, и почнале, значи, на таа анкета почнале да објаснуваат граѓаните зошто повеќето од нив не биле за да влезат во војна, значи да влезе во војна Америка со Ирак, и кога го видела тоа нешто значи, читајќи ги анкетите, Америка како држава ги обвинила своите граѓани дека не биле доволно патриоти. И во таа смисла и Шефали зборува за тоа кога ние како родители зборуваме за детството, не значи дека ние ги осудуваме или дека ги обвинуваме, дека ги критикуваме нашите родители, туку тоа значи дека можеме да бидеме и, значи, критички настроени, во смисла да бидеме, да ги преиспитуваме начините на кои што ние сме биле родителствувани, за да можеме да разбереме, подобро да можеме да се разбереме. Значи да имаме едно критичко размислување. Значи критичкото размислување е сосема подруго од тоа кога критикуваме, кога осудуваме. Затоа што критичкото размислување подразбира преиспитување на своето собствено детство, за начините на кои што си воспитувам, без да внесуваш елементи на осуда и елементи на критика. Значи, кога се преиспитуваме и кога критички размислуваме за своето детство, ние се водиме од тоа да разбереме. Значи, ние сакаме да разбереме, а не сакаме да осудуваме. И тоа е нешто кое што секој родител треба да го направи, затоа што си го должи на себе. Своето собствено освестување си го должи на себе и си го должи на собствените деца. И таа дава и пример личен за себе, кога еднаш и напишала на својата мајка и пратила една порака. Тоа било кога уште не била, значи, мајка,
и таа и напишала: мамо, ти си најдобрата и најфеноменалната мајка на свет. И после некое време и се јавила нејзината мајка и се заблагодарила. И меѓутоа Шефали веднаш избрзала да ја искритикува во тој момент, зборувајќи: добро мамо, ти никогаш, јас дури бев дете, не ме научи на овие манири. И тогаш мајка е сетила дека се насмевнала и рекла: во рете, ќерко, во рете, некогаш да ти биде тешко. И во тој момент таа не можела да ги свати зборовите на нејзината мајка, меѓутоа после некое време сватила колку со тие зборови, колку била во право нејзината мајка. Затоа што сакала да каже дека не можеме ние секогаш да имаме перфектно детство. Се разбира дека ќе имаме одредени празнини во нашиот живот од тој период, меѓутоа до нас е колку ние ќе сакаме да се развиваме во позитивна насока. Значи, од нас зависи ние во која насока ќе се развиваме. Дали сакаме да се креираме да бидеме личности кои што ќе креираме живот исполнет со креации, или пак ќе сакаме да едноставно да тргнеме во негативна насока. И постојано ќе ги обвинуваме и ќе се жалиме на нашите родители. А подоста и ќе се жалиме и ќе ги критикуваме и нашите деца. И после тоа, некое време откако ги сватила зборовите на својата мајка, таа и се јавила и рекла: мамо, благодарение на тоа тешкото, јас сега почнав да работам на себе и почнав да работам на личен раст и развој на себе. И со други зборови, што сака Шефали да каже? Сака Шефали да каже дека се додека ние не решиме да влеземе во една состојба, да сакаме да се спознаваме себе си, да се разбираме себе си, се до тогаш ние и нема да можеме да знаеме кои се нашите вистински ресурси, нашите вистински сили, за да можеме да станеме самозајакнати родители и во таа насока и да ги научиме нашите деца да бидат самозајакнати деца. Без разлика, значи, дали тие ресурси, да не мислиме дека тие останале потиснати и повеќе не можеме да ги вратиме. Затоа што ние во секој момент сме најдобрата верзија од себе. И со таа наша најдобра верзија да веруваме во тоа, значи во такви позитивни мисли кои што се вистина, дел се од нашата суштина, и така да ги родителствуваме нашите деца. И на крајот, како што вели Шефали, да се трудиме и да настојуваме постојано да ги родителствуваме нашите деца на еден поинаков и на подобар начин, за да можеме на идните генерации да им овозможуваме и тие да родителствуваат барем за нијанса подобри, да бидат подобри од нас. Затоа што само на тој начин ние ќе можеме да им помогнеме на идните генерации. Драги мои, тоа би било се што содржи во видео. Се надевам дека ви се допадна ова видео. Се гледаме за брзо.